Засилените контроли за пушење во угостителските објекти во изминативе денови од страна на Државниот пазарен инспекторат ги уплашија угостителите, но предизвикаа и револт кај пушачите. Се префрламе во едно од кафулињата во Скопје да видиме како таму поминува забраната. Паша Зотов? Тогму така студио све е во најдобар ред, овде се почитува законот против забраната за пушење. Да прашаме некој од муштериите, дали вие го почитувате законот за забрана за пушење? Немам ни место. Да, закон се поштуе, го поштуем законот, ја да. Да, не ви е малце ладно? Не, што да ми е ладно 3-4 минути, едно цигарче, не е ладно. Ама чекајте малце, вие не пушите цигари? Ја ли? Јас сум не пушач, бе, брат. Не ве чекам овие внатре дечки ја да допушат, ја да упаднам. Студио? А дали оваа забрана се почитува и во јавните институции? На оваа тема разговараме со долгогодишен и страсен пушач. Нашиот соговорник е анонимен и ќе го именуваме под кодното име Димче. Господине Димче, добар ден. Кажете ми, во круговите во кои што вие најчесто се движите, односно во јавните институции во Република Македонија, дали се пуши, односно колку се почитува законот против пушење? Добар ден. Јас сум сведок и најодговорно ви тврдам дека секаде се пуши. Тоа се пуши и во партија, се пуши и во влада, се пуши, секаде се пуши. Каде пушите? Па најмногу се пуши во канцеларијата на шефот, во салите за состаноци и секаде каде што има услови. А во кафаните дали се пуши? Во кафаните се пуши ако е таму шефот. Ако не е таму шефот, не знам. Така, а кажете ми какви цигари пушите вие? Какви цигари? Вие за цигари зборувате? Па јас не пушам цигари. Извинете да молам, нешто... Ви благодарам за гостувањето. Драги гледачи, тоа беше господинот Димче, а вие останете со вчерашно.